Централен дневник на К1 добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Гледајте не. 64 кандидати за идни полицајци денеска го полагаа практичниот дел од обуката. Амбасадорот на Европската Унија, а Иво Орав и амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, Вилем Пломп, во посета на општина Велес. Укинети измените во законот за помилување. Амбасадорот на Европската Унија, а Иво Орав и амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, Вилем Пломп, во посета на општина Велес. Тие се сретнаа со градоначалникот Славчо Чадиев, а исто така учествуваа и на отворениот ден со граѓаните, каде тие поставуваа прашања околу предстојните избори. Работна посета на општина Велес оствари амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија, а Иво Орав, и амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, Вилем Ваутер Пломп. Тие се сретнаа со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, а исто така учествуваа на отворениот ден со граѓаните на општината. Присутните граѓани поставија прашања околу предстојните избори и нивното одржување. Орав смета дека изборите се особено важни. Важно е луѓето да учествуваат на тие избори. Важно е и за нас во Европската Унија тие избори да бидат спроведени на добар начин, за да ден по изборите оваа политичка криза да биде завршена, за да можеме повторно да се вратиме во нормала со вашата земја, која е кандидат за членство во Европската Унија. Прашањата на отворениот ден беа поставувани од млади луѓе, а се однесуваа на изборниот процес и регулацијата на медиумите. Сите своји ресурси општина Велес ги става на располагање во цел на спроведување на избори што не чекуваат на 5 јуни, бидејќи го очекуваме дека тоа е датумот кога ќе има и кога ќе се одржат избори, за да можеме понатаму да продолжиме како локална самоуправа со своите програмски цели, со своите задачи да работиме и понатаму. На отворениот ден присуствуваше и заменикот на народниот правобранител Васка Бајрамова Мустафа, која порача дека доколку граѓаните забележат изборни нерегуларности или притисоци, да не се плашат и да пријават. Уставниот суд на денешната седница со мнозинство гласови донесе одлука за укинување на Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување од 2009 година. Тоа беше причина за одржување на собирот организиран од политичката партија ГРОМ и протестот организиран од невладината АјДЕ, поддржана од СДСМ. Но граѓаните сметаат дека недозволиво е преку протести да се врши притисок врз работата на невисоката законодавна институција во државава. Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување од 2009 година се укинува. Уставниот суд со мнозинство гласови на денешната седница ја донесе оваа одлука. На председателот на државата му се враќаат ингеренциите одземени пред 7 години. Измените во Законот за помилување беа причина за одржување на собир организиран од политичката партија ГРОМ и протест организиран од невладината АјДЕ, поддржана од СДСМ. На новинарско прашање поврзано околу одлуката на Уставниот суд, амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија, Иво Орав, рече дека сега се е во раците на председателот, овој и идните, како тие ќе го искористат истиот. Меѓутоа, но ако повеќе права ќе му се дадат на председателот или на идните председатели на оваа земја, тогаш останува на самиот председател на државата да го искористи овој инструмент, оваа алатка, се со цел да ја заекне демократијата или да ја ослабне демократијата. Кога станува збор за промените во овој закон, К1 вчера направи анкета. Поголем дел од анкетираните граѓани сметаат дека недозволиво е преку протести да се врши притисок врз работата на невисоката законодавна институција во државата. Уставен суд си постоел со устав, тие суди одбрани и они се тие што треба да бидат и почитувани. Тие не им се свиѓа таа власт, оваа власт, извршни суди и све е тоа помешано.
Инаку за синоќешниот протест општинската организација на СДСМ Велес до медиумите испрати сопштение во кое напиша, цитирам: големиот број на граѓани на вчерашниот протестен марш за одбрана на уставниот поредок во Република Македонија уште еднаш ја потврди желбата за слобода, демократија, правда, вистински вредности во државата. Затворен цитат. Наспроти ова, поддржувачите на собирот организиран од Громна Стефче Јакимовски вчера вечер од предуставниот рекоа дека токму тие се чуварите на правдата и демократијата. Тие сакаат да им ускратат правото на судиите да одлучуваат. Ние преюдицираме одлуката на уставните судии. Како ќе одлучат така, по словото на законот и така како што тие резонираат. Иницијативата на Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување беше поднесена од адвокатот Ристо Гитевски. Амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија, Аиво Орав, смета дека ситуацијата со мигрантите представува голема грижа за Европската Унија и она што се случи на македонската граница со Грција е многу жално. Одговори денеска тој на новинарско прашање. Амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија, Аиво Орав, со дипломатски одговор на новинарско прашање околу неодамнешните инциденти на македонско-грчката граница од страна на мигрантите и за тоа дали ќе биде затворена балканската рута по која бегалците заминуваат во европските земји. Ситуацијата со мигрантите представува голема грижа за Европската Унија. Она што се случи на македонската граница со Грција е многу жално. И јас мислам дека сите ние учиме лекција и дека во иднина такви инциденти нема да се случуваат повеќе. Самит на Европскиот совет е закажан за 17 и 18 март во Брисел, на кој лидерите на ЕУ земјите ќе расправаат за предложеното затворање на западно-балканската мигрантска рута, прашање за кое меѓу првите луѓе на Европската Унија има поделени мислења. Турција пак пред 10 дена инсистираше на финансиска инјекција од најмалку 3 милијарди евра во најбрз рок, како и визна либерализација со Европската Унија. Шеесетчетири кандидати за идни полицајци денеска го полагаа практичниот дел од обуката. Едните во Велеса, другите во Кавадарци, патролираа низ улиците и ги извршуваа секојдневните политички задачи. Овие полагања се елиминаторни, а конкуренцијата е голема. Сонот да станат полицајци ќе заврши за 10% од кандидатите со најмал број на поени. 64 кандидати за идни полицајци на подрачјето на СВР Велес, а 31 од Тиквешкиот регион, денеска во реални услови го полагаа практичниот дел од обуката. Патролираа низ улиците во Кавадарци и ги извршуваа секојдневните полициски задачи. Конкретно, кандидатите за полициски службеници ја искусија практичната работа на полицајците преку позорната, патролната служба, службата за интервенција и други служби. Денес, за прв пат, откако е спроведен оваквиот начин на полагање, се спроведува полагање во Кавадарци, каде што полагаат кандидатите за полициски службеници од Кавадарци, Неготино, Демиркапија и околината, вкупно 31 на број, додека на подрачјето на сектора за внатрешни работи Велес денес полагаат вкупно 64 кандидати. Стопираа и контролираа возила, легитимираа граѓани, а сето тоа под будното око на искусните полицајци кои на крај треба да ги оценат кандидатите, колку успешно ги завршиле задачите. Оценувачите се задоволни од квалитетот и пожртвуваноста на кандидатите. Велат од оваа генерација кандидати, дефинитивно полицијата ќе добие многу квалитетен кадар. Денеска вршиме оценување на кандидати за полицајци од ПС од општа надлежност Кавадарци, за истите да остекнат истото знаење наше, кое што денеска ние ќе му го пренесиме и мислам дека ќе не задоволат со нашите искуства. За да продолжат понатаму, ќе треба практично да покажат дека се способни да регулираат сообраќај на раскрсница и автопат, односно дека се подготвени квалитетно да ги извршуваат задачите на сообраќајната полиција. Бевме 3 месеци на пракса во Идризово, значи сега сме практично, значи бевме 15 дена во Демиркапија, значи со превентивно професионално работење, значи ни беше пренесено од постарите колеги.
Па бевме малци во Неготино, значи го видовме како е да се биде на пракса. Задоволни ли сте од соработката со колегите? Па да, задоволни сме, значи ни го пренесуваат целото нивно знаење, професионално, значи. Овие полагања се елиминаторни, а конкуренцијата е голема. Сонот да станат полицајци ќе заврши за 10% од кандидатите со најмал број на поени. Тие што ќе поминат ќе бидат дополнително тестирани. Обуката за нови полицајци трае 1 година и се спроведува во центарот Идризово. Општина Велес превзема одредени активности за дислокација на згурата. Овие активности се неопходни за добивање на конечна анализа на материјалот кој се содржи во троската, за изработка на проект за експлоатација на минералната суровина, за изработка на еколошки елаборат и за конечни решенија за дислокација на згурата. Друштвото за собирање и пример на преработка на отпадоци извоз-увоз Екоцентар 97, согласно договорот за концесија за експлоатација на згурата, започнува со активностите околу вадење на одредени количини од депонијата, баш колиби или позната како депонијата на некогашна топилница за олово и цинк, со релативно мали активности на некои градежни машини. Според општина Велес, овие активности се неопходни за добивање на конечна анализа на материјалот кој се содржи во троската за изработка на проект за експлоатација на минералната суровина, за изработка на еколошки елаборат и за конечни решенија за дислокација на згурата. Обука за електронско писменување на фирмите за јавни набавки денеска беше спроведена во општина Кавадарци. Обуката се одржа во рамки на УСАИД, проектот за поддршка на микропредпријатија до јавните набавки. Денеска во локалната самоуправа се одржа обука за електронско спроведување за јавни набавки за фирмите кои имаат интерес за соработка со општина Кавадарци. Постапката за учество на тендери за јавни набавки која се спроведува по целосно електронски пат на представниците на микропредпријатијата им беше презентирана од сертифициран обучувач од регионалниот центар за микропредпријатија. Во изминатиот период направивме можеби повеќе од 20 на обуки за основни така наречени основни обуки за јавни набавки, адхок обуки за правна помош и нашиот центар. Значи се формирани два регионални центри, едниот во Велес, едниот во Штип. Им нуди секојдневна поддршка, асистенција на микропредпријатијата вклучени во нашиот проект на тема јавни набавки. Ова знаење на микропредпријатијата ќе им послужи за нивен посигурен настап на пазарот на јавни набавки, заради тоа што почнувајќи од 1 јануари 2016 година стапија на сила одредбите од Законот за јавни набавки кои се однесуваат на задолжително спроведување на постапките за јавни набавки со користење на електронски средства во најмалку од 30% од објавените огласи. Со измените на Законот за јавни набавки од оваа година, 2016, договорните органи имаат обврска 30% од вкупните спроведени набавки во текот на една календарска година да бидат целосно електронски. Значи тој број ќе се зголеми во 2017 и ќе стане 50% и во 2018 според законот имаат обврска договорните органи да спроведуваат целосно електронски постапки. Обуката се одржа во рамки на УСАИД, проектот за поддршка на микропредпријатијата до јавните набавки. Во понеделникот навечер околу 18 часот во Струга две непознати лица извршиле разбојништво на 27 годишен жител од село Богомила Велешко со иницијали ДП. По претходен договор за купо-продажба на БМВ, ДП дошол во Струга и се сретнал со двете непознати лица. Непознатите сторители му впериле пиштол и го удирале по глава. При тоа му одзеле паричник во кој имало лична карта, 1300 денари, трансакцијски картички од банки, 6400 евра и мобилен телефон. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицата и за целосно расчистување на случајот. Заврши реконструкцијата на училиштето Петре Попарсов во село Богомила преку проектот за меѓуетничка интеграција на УСАИД. На свеченото отварање беа присутни и представници од амбасадата на Соединетите Американски држави, каде имаа можност да направат увид на извршената реконструкција.
Основното училиште Петре Попарсов во село Богомила доби комплетно нов лик. Преку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, извршена е замена на врати и прозорци, обновени се училниците, а поставена и фасада на еден надворешен зид на училиштето. На оваа свечена церемонија го обележуваме завршувањето на реновирањето кој ни овозможи подобрување на условите за работа на нашите ученици. Ова е само еден стимул кој ни овозможува да продолжиме да работиме во насока на промовирање на соживот како дел од активностите на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. На свеченото отворање беа присутни представници од амбасадата на Соединетите Американски држави. При посетата имаа можност да направат увид на извршената реконструкција, но и да ги проследат активностите на учениците, преку кои се промовира пријателството со животот и почитувањето на различните етнички вредности. Насловните страници на весниците често се фокусираат на поделбите меѓу луѓето. Поделби базирани на етничка припадност или религија. Всушност, овие тензии се причината поради која работата на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието е толку многу важна. Но исто така има и една позитивна приказна која се случува во училиштата низ цела Македонија, за младите луѓе тука и нивната иднина. Тоа е приказна за етничка хармонија меѓу учениците, нивните родители, наставниците и соседите. И ние мораме да се осигураме дека и таа приказна ќе биде раскажана. Задоволството од подобрувањето на условите во образованието во општина Чашка го изрази градоначалникот Горан Чопановски. Во насока на продолжување на долгогодишната и тесна соработка со мисијата на УСАИД во Македонија, општина Чашка е горда што таа соработка е преточена и во насока на зајакнување на меѓуетничка соработка. Бидејќи вредностите на градење на соживот и промовирање на различностите како наше богатство се и треба да бидат една од главните цели и приоритети во нашето општество. Активностите за меѓуетничка интеграција училиштето Петре Попарсов ги спроведува во соработка со партнерското училиште Лирија од селото Горно Јаболчиште. Преку спортски активности и другарување во друштво на ученици од повеќе училишта, посебното основно училиште Маца Овчарова денеска одбележа 43 години активен образовен процес. Дружењето на учениците со интелектуална попреченост од секогаш е приоритет за наставниот кадар на училиштето, а радоста и насмевката кај децата можеше да се забележи и денеска. 43 години активен образовен процес во посебното основно училиште Маца Овчарова во Велес. Преку посебни образовни програми училиштето успешно воспитува и образува ученици со интелектуална попреченост. Преку спортски активности и другарување во друштво на ученици од повеќе училишта беше одбележан патрониот празник. Имаме гости од посебното основно училиште Ново село од Струмица, од посебните паралелки од Прилеп, природовното училиште Климент Охридски и за интересно за јавноста, значи имаме поканети и од училиштата од градот, од Благој Кирков и Джинот, токму инклузирани деца со посебни образовни потреби. На нашата покана се одзва и училиштето од основното училиште од Градско со инклузирани дечиња во тоа училиште. Дружењето и насмевката на учениците со интелектуална попреченост од секогаш е приоритет за наставниот кадар на училиштето. Се надпреваруваат еден меѓу друг за да покажат колку можат, колку умеат и колку знаат да го изиграат сето тоа. Нас најнапред ни е битно нивното дружење, радоста на гостите што дошли од друг град. Впрочем, ние сме за нив тука, денот да им го направиме поубав и поуспешен. Посебното основно училиште Маца Овчарова е едно од најстарите во земјава од ваков вид. Целта на вработените во него е да го направат училиштето поквалитетно место за престој за лицата со интелектуална попреченост. Денеска Државната изборна комисија треба да ги соопшти резултатите од вкрстената анализа на податоците од избирачкиот список.
Македонската диаспора соопшти дека нуди грант од по $500 за двајца македонци кои живеат во Латинска Америка со цел да учествуваат во летната сесија на програмата Родом од Македонија. Вести од Македонија. Денеска Државната изборна комисија треба да ги соопшти резултатите од вкрстената анализа на податоците од избирачкиот список со 10 бази на различни државни институции. Според соопштението, веднаш ќе се започнат подготовките за спроведување на теренската проверка. Граѓаните кои ги пријавиле нерегуларностите ќе бидат предмет на проверка, додека другите ќе се проверуваат преку евидентираните на надлежните органи. А за известувањата на граѓаните за грешки во евиденциите за живеалиште ќе се постапува по спроведените вкрстени проверки. Околу 5000 граѓани пријавиле проблематични случаи во однос на податоците. Теренските проверки ќе се прават во соработка со Заводот за статистика, но ќе има и партиски представници. Ова анализа за сега не се знае, но откако таа ќе заврши ќе треба да се водат управни постапки за гласачите кои ќе се бришат од списокот. Избирачкиот список треба да биде подготвен најдоцна до 17 април. Грантот по $500 за двајца македонци кои живеат во Латинска Америка за да учествуваат во програмата Родом од Македонија 2016. Кандидатите треба да имаат македонско потекло и да бидат на возраст од 18 до 29 години. Грантовите ќе им бидат доделени на прво пријавените учесници откако успешно ќе завршат летната сесија на Родом од Македонија и ќе се вратат во нивните земји. Апликациите мора да бидат пристигнати до 1 јуни. Според статистиката во Латинска Америка живеат околу 70.000 до 80.000 македонци. Програмата Родом од Македонија има за цел да воспостави мост за поврзување со нашите сонародници во Латинска Америка. Обединетата македонска диаспора ги охрабрува своите поддржувачи од диаспората да ги сконтактираат роднините, пријателите или познаниците кои живеат во Латинска Америка, ако имаат целосно или делумно македонско потекло за да се пријават за овие грантови. Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Филипо Гранди побара од земјите во светот да се согласат да примат 400.000 бегалци од Сирија. Во пат на еквадорски воен авион загинаа 22 лица. Вести од светот. 22 лица загинаа во пат на еквадорски воен авион. Сите се наоѓале во него, соопшти председателот на Еквадор Рафаел Кореа. Нема преживеани, ова е трагедија, напиша еквадорскиот председател на Твитер, пренесува Тањук. Во авионот во моментот на несреќата која се случила во амазонската прашума се наоѓале 19 падобранци, 2 пилота и 1 механичар. Филипо Гранди, високиот комесар на Обединетите нации за бегалци, изјави дека побара од земјите во светот да се согласат да примат уште 400.000 бегалци од Сирија, јави Тањук. Во текот на својата прва посета на Вашингтон, откако дојде на чело на УНХЦР, Гранди истакна дека светот мора да направи многу повеќе за да се заврши сириската криза, пренесуваат француските медиуми. Тој на 30 март ќе председава со состанокот во Женева и најави дека ќе побара од меѓународната заедница да прифати 10% од вкупниот број сириски бегалци. Од почетокот на конфликтот повеќе од 4 милиони сиријци ја напуштиле оваа разорена земја, додека 6 милиони се раселени внатре во границите на земјата. Шампионот МЗТ Скопје аеродром на домашен терен оствари победа против Куманово со 79:71. Македонскиот актуелен ракометен голман Борко Ристовски неофицијално може да му се придружи на Кире Лазаров во составот на Барселона. Во продолжение останатите спортски вести.
МЗТ Скопје го доби дерби над Преворот од 20-тото коло во домашната кошаркарска лига, откако со резултат 79-71 го порази тимот на Куманово. Металците ја најавија победата уште во првата четвртина, каде остварија водство со 21-12. Куманово во втората четвртина се врати во игра, а одигра и добра последна четвртина, но тоа не беше доволно за да им нанесат пораз на Штрковите. Ѓорѓе Дреноваc со 20 и Урош Луковиќ со 18 поени беа најдобри кај МЗТ Скопје, додека кај Куманово најдобар беше Бојан Трајковски со 22 поени на терен. Следното 21 коло ќе се одигра во сабота. Македонскиот актуелен ракометен голман Борко Ристовски неофицијално може да му се придружи на Кире Лазаров во составот на Барселона. Актуелниот европски шампион испрати мега понуда за македонскиот репрезентативен голман, пишува порталот Екипа. Каталонскиот гигант на Ристовски му нуди 2-годишен договор, почнувајќи од следната сезона. Инаку Ристовски во Барселона треба да биде наследник на ветеранот Даниел Шарик, кој според најавите од следната сезона ќе ја продолжи кариерата во Катар. Борко Ристовски сезонова веќе имаше еден супер трансфер со преминот од францускиот Кретеј во германскиот вице-шампион Райн-Некер Левен, со кој има актуелен договор до крајот на следната сезона. Сан Антонио Спарс синоќа триумфираше на домашен терен над Лос Анџелес Клиперс со убедливи 108-87. Со овој триумф Спарси ја продолжи успешната серија. Клиперси допатуваа во Сан Антонио без Блейк Грифин, во чие отсуство не успеа да ги изненадат мамузите. Сан Антонио мечот го заврши со извонредна последна четвртина, што мамузите ја добија со 37-17, бележејќи нов триумф за дополнително кревање на самодовербата пред саботното дерби со Голден Стейт Warriors. Леонард со 20 и Олдрич со 17 поени беа најефикасни кој победничкиот тим, каде во добро светло се прикажа и резервистите Милс со 15 и Джинобили со 13 поени. Кај Лос Анџелес Клиперс најдобар поединец беше Крис Пол со 22 поени и 8 асистенции. Торонто пак рутински го совлада Милвоки на гостински терен со 89-107. Меч во кој во главна улога беше Лоури со 25 поени и 11 асистенции. Ниту еден гол во регуларните 90 минути на двата синоќашни дуели во рамките на фудбалската лига на шампиони. Манчестер Сити и Динамо Киев, иако завршија со конечни 0-0, сепак англискиот тим е оној кој ќе патува во четвртфиналето поради победата со 3-1 во првиот дуел. Подраматично беше на Висенте Калдерон, каде ПСВ се покажа како незгоден противник, па Атлетико Мадрид како домакини не успеа да ја затресат мрежата на гостите и по две продолженија. Во пенал рулетот, Атлетико сепак беше поуспешен со конечни 8-7, резултат кој го одведе меѓу најдобрите 8 во елитното надпреварување. Вечерва се играат последните два реванш надпревари од осми на финалето, и тоа Барселона Арсенал и Бајерн Минхен Јувентус. Утре ќе имаме промени во облачно време со сончеви периоди. Кон крајот на денот облачноста ќе се намали. Во продолжение да ги погледнеме деталите.
Го гледавте Централниот дневник на К1. Ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.